студиото со вас, Маријан Ников. Ладнени вести, ви благодарам за вниманието. Петок празник, продолжен викенд, се до тоа значи изголемена фреквенција на автомобили, сообраќајот нешто со поголем интензитет, секако се до тоа е присутно и на граничните премини. Од таа причина вестите ги започнуваме со јавувањето од инфоцентарот на Автомотосојузот на Македонија и Владимир Печијарев да ни соопшти состојбата на патиштата во овие моменти, барем кога станува збор за нашата држава, секако и граничните премини. Повелете. Добар ден, благодарам. Според последните информации добиени во Автомотосојузот непосредно пред вашето јавување, по целата земја и понатаму поволни временски услови за движење на сообраќајот, значи ведро и сончево време што секако возможува на сите патни правци коловозите да се суви и чисти, воедно со самото тоа и нормално проводни. И покрај поволните временски услови, секојдневно од Автомотосојузот за возачите крајно внимателно управување со силата, прилагодување на брзината спрема условите на патот и секако почитување на поставената патна и сообраќајна сигнализација. Во ранните утренски часови карактеристика беа граничните премини, односно зголемен интензитет на сообраќај пред се на граничните премини кон соседна Грција, Богородиците Банавца, каде задржувањата беа подолготрени, дури на Богородица задржувањата беа меѓу час и половина, но во моментов ситуацијата е комплетно смената, значи во моментов на ниту еден граничен премин нема подолготрени задржувања од оние кои се потребни за извршување на потребните царински формалности, значи максималното чекање дури на Богородица е околу 21 минути. Секако и понатаму подсетуваме за нашите телефонски броеви кои се веќе добро познати, 155 55 и 196, каде сите ваши заинтересирани гледачи може да не побараат за вакви и слични информации. Ви благодарам за јавувањето. Секако денешниот ден продолжува со интензитетот на сообраќајот, а ние ќе ги следиме и сите други настани. Премиерот Христијан Мицковски упади честитка по подпразникот Курбан Бајрам до поглаварот на исламската верска заедница во Република Македонија, почитуваниот Реис Ул Улема Шакир Ефенди Фетахо. Дозволете ми од моје лично име и од името на владата да ви го честитам муслиманскиот празник Курбан Бајрам, вам и на сите граѓани припадници на исламската заедница и да ви посакам празникот да го поминете во добро здравје, мир, благосостојба и спокој во вашите срца и домови. Празникот Курбан Бајрам не потсетува на вистинските вредности и принципи во животот, а тоа е да правиме добри дела, да помагаме и да бидеме хумани, бидејќи хуманоста и солидарноста се најголемите човечки особини. Исламската заедница и сите нејзини верници се дел од оваа држава, затоа потребно е да си подадеме рака и да ги почитуваме различностите, бидејќи само така ќе изградиме држава на стрекни и задоволни граѓани. Нашата заложба е државата да ја градиме во меѓусебно разбирање, почитување, доверба и толеранција, тоа ќе го постигнеме само доколку сме обединети заедно. Нека ви е честит Курбан Бајрам, со почит Христијан Мицковски се вели во честитката. Честитка упати и претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Како празник на дарувањето и на помагањето, Курбан Бајрам ја истакнува благодарноста на човекот, мотивирајќи не да се грижиме за сите членови на заедницата. Како општество, од секогаш се истакнуваме со солидарноста, сплотеноста, почитта и грижата, и тоа мора и натаму да го чуваме и да го негуваме. Живееме во сложени и динамични времиња со тектонски политички и економски промени на глобално ниво со кои што бараат мудрост, заедништво и силна волја и искреност. Да се подпреме еден над друг, да ги развиваме емпатијата и солидарноста и суштински да се залагаме за благосостојба на сите наши сограѓани и на просперитет на татковината. Честит Курбан Бајрам, Гордана Силјановска-Давкова. Честит упати и претседателот на Собранието Африм Гаши. Почитувани сограѓани од исламска вероисповед, во овој светол ден на жртвување не потсетува на важноста на верата, добрината и грижата за ближниот. Нека празничните денови внесат духовен мир, здравје и изобилство во вашите домови, а солидарноста, милосордието што ја одликуваат берамската традиција да послужат како поттика за уште поголема меѓусебна почит и заедништво во нашето мултикултурно општество.
Убеден сум дека со заедничка посветеност сите ќе продолжиме да го јакнеме со животот, толеранцијата и хуманоста во нашата држава. Собранието останува цврсто посветено партнер во унапредувањето на слободата на вероисповед и на градењето на општество на еднакви можности за сите. Нека Курбан Бајрам ви донесе радост, благосостојба и благослов во секој семејство. Од настаните поврзани со политиката ја извојуваме и пресконференцијата одржана денеска во движењето Знам за наша Македонија, каде се осврнала на престојните локални избори и нивните планови, преговорите со ВМРО-ДПМН, како и за евентуалната промена во една изборна единица. Во моментот преговорите се во тек, но она што можам да ви го потврдам и да ви го кажам за сигурност е дека ние ќе имаме кандидат во градот Куманово. Тоа е нашиот претседател Максим Димитриевски. Преговорите продолжуваат, ќе имаме најмалце едно градоначалничко место во Скопје и други места широм републиката за кои што се уште траат преговорите. Ние како Знам искрено сме спремни уште утре да има избори, сеедно со било каков модел. Со ова рапидно растење, со ова пристапување на членови, со овој потенцијал што го гледате за кој што говоревме, можеме и во недела да излеземе на избори со било кој модел. Во рамките на Министерството ќе биде организиран поголем брифинг следната недела, каде што ќе ви известиме за сите тековни активности, каде што ќе биде направен пресек со осврт на реформската агенда. Една од клучните поенти на состанокот на министрите за одбрана на НАТО во Брисел беше како членките да ги изголемат извојувањата за одбраната, зашто е многу важно секоја земја да има и долгорочен план. Во изјава за МИА, министерот за одбрана Владо Михајловски потенцираше важноста на промените. Многу земји имаат повеќе започнато со план како да достигнат до овие проценти. Ние исто така ќе работиме, ќе ги подобриме сите наши документи, заеднички го направиме со сите институции и во наредниот период полека низ годините се разбира и буџетот да расте на државата, што е многу важно за буџетот на министерството да биде поголем. Но исто така во рамки на овие разговори се разговара за една многу клучна работа, а тоа е целите на способност за што ни се дадени од НАТО и она што значи модернизација на министерството. Затоа е важно овие проценти што ќе ги ставаме во буџетот за Министерството за одбрана најмногу да се вложуваат во модернизација на армијата. Тоа е клучното за нас како би рекол и помала земја членка на НАТО, бидејќи пред се треба да гледаме како да подобриме својата армија, како да ја модернизираме и се разбира да расте буџетот на министерството во наредните години. Потребна е поголема заштита на рибниот фонд на Охридското езеро, апелираат рибарите и екологистите. Од Охрид, Нина Ритоновска. Рибарите и екологистите сметаат дека издавањето на Охридското езеро под концесија и немањето доволно контрола нема да го заштити рибниот фонд. Тие велат дека со доделувањето на концесиите се регулира рекреативниот и спортскиот риболов. Воведени се високи цени, па така и оние на кои риболовот им бил рекреација нема да може да платат. Па ја ги поддржам во потполно се во право. Спортскиот риболов мора да биде не само за овде во Македонија, но и туристи кои се даде во тегот да можат да си појдат на спортски риболов, да се уловат, да се уверат дека што од езерската фауна самото што располага во езерото како рибата да ја цениме и да ја заштитиме и да ја сочуваме. Најголема грешка според екологистот Наумовски е тоа што заштитата на езерото ја вршат самите концесионери, па нивното ограничување на количество за дозволен годишен улов на риба нема да се почитува. Езерото го имаме, мислам, даено под концесија и тоа ќе се одрази под квалитетот на езерото. Затоа јас мислам дека поубаво да беше спортскиот риболов со туризам него да се користат мрежи во езерото. Потребно е формирање на ренџерска служба која ќе врши контрола на уловот на концесионерите, се со цел поголема заштита на фондот на пастрнката и белвицата во езерото кој е значително намален. Нина Ритоновска, Сител телевизија.